Od ova prekrasno, volšebno, rajsko selo. Навистина, јас преку Фейсбук ги следам досегашните изданија на оваа манифестација, но годинава бе поканет од Оливера и ми беше голема чест да дојдам лично, зашто јас сум од село Брезово на привремена работа во Скопје. Но селото секогаш ми представувало нешто што е најубаво во мојот живот. Јас, сликајќи ги цветињата од моето село, цветињата на мирот, и ги распостилав низ целиот свет, подарувајќи ги за мир, пријателство, љубов. Исто така, цвеќето е символ на екологијата. Овде разбрав дека навистина вие најмногу се трудите за тоа. И ви посакувам многу успеси во тој правец, а исто така и во обновувањето на куќите, зградите и другите институции кои ќе представуваат место каде што ќе имате убав културно-забавен живот. Во оваа прилика сакам да кажам дека јас досега имам подарено во овие 36 години над 60.000 цветиња на мирот из целиот свет, подарувајќи им на сите државници кои треба да се борат за мир. За тоа се платени. Потоа на поетите од Стручките вечери на поезијата во 35 изданија, подарувајќи 3000 слики и добив над 700 факсимили со посвета. Тие не се посветени само на мене, туку и на Македонија, на мирот, на пријателството. Јас како агроном ги сакам цветињата и сакам да има храна за сите луѓе во светот. Посебно кај нас. Како здравичар годинава, наздравив за земјоделците од сите гранки да имаат беритет, да бидат здрави и живи, да ја избркаме конечно и пандемијата и да заживееме онака како што тоа го правевме порано. Исто така, сакам да кажам дека од 24. октомври минатата година започнав да ја доделувам Цветиновата награда за мир во знак на благодарност на сите оние поединци и институции што ми помогнаа во мисијата на мирот. Тука беше Димитар Илиевски, меѓународен шаховски мајстор, Нова Македонија, Јордан Плевнеш, Коста Балабанов, потоа македонската телевизија и многу поединци, Вера Самарјанин, Марика Тапанџиева, потоа на Славко Крстевски, мојот пријател долгогодишен, кој денеска имавме прилика да се сретниме и да уживаме во таа прекрасна средба. Да не зборувам многу на кои други институции и поединци сум ја подарил таа Цветинова награда за мир. Меѓутоа, овде правам еден исклучок. Јас како Живко Поповски Цветин ја доделувам Цветиновата награда за мир за најубавото село во Република Македонија и за најубавите луѓе собрани овде пред овај свети храм, да не чува да го избрка злото и така да го продолжиме животот. Јас би сакал оваа награда да ја доделам, а после уште нешто сакам дополнително да кажам. Клинчарски. Кој ќе ја прими? Председателот на председателе, еве, оваа награда ја заслужувате. За нашето делегата на сите културни граѓани, да се здрави, многу награди да примаме и. Да, јас сум од вашиот крај, ќе работиме заедно. Да. А во оваа прилика сакам да кажам и нешто друго, поврзано со Блаже Конески. Блаже Конески е нашиот, би рекол, државник, столб на државата, човек кој учествуваше во создавањето на современата македонска азбука и македонскиот јазик, човек кој е столб во литературата, човек кој учествувал во создавањето на Ману, во создавањето на
Društvото na pisatelite i na mnogo generaciji mladi ljudi koji od njega naučija mnogo. Ja iskreno da vi kažem, mnogo se radovam što minatata godina napravimo jedan projekt od 100 partiji šah za Blaže Koneski. Zašto to je bil prv presedatelj na šahovski od Sojužna Makedonija i to go remiziral s Aleksandar Matanović, poznat jugoslovenski velemajstor, 1946. godina. A izbran je na 19. avgust 1948. godina za prv presedatelj na šahovski od Sojužna Makedonija. Той, значи, беше и мудар, и затоа шахот е мудра игра, и преку шахот се бориме за мир. Исто така, Блаже Коневски ми ја подари песната Ружа. Песната Ружа ми е почетна дестинација, би рекол, за да јас од 86 година навамо и ги посетувам струшките вечери на поезијата, подарувам мои слики и добивам факсимили со посвета на сите можни јазици, од сите меридијани, од сите народи. Песната Ружа ќе ја изрецитирам сега, зашто таа ми е, како што реков, најдрагоцена и со тоа сакам и да ве поздравам сите вас овде собрани во овој прекрасен мир. Ружо со лисје како меки усни, ти цутена на полјанка те следам. Те следам скришно, девојченце мое, и само гледам, и само те гледам. Ружо, ја сакам оној румен звук што во тебе се таи да го слушнам. Ружо, ја сакам и ќе дојдам вечер, скришен да ве гушнам. Ве гушнувам сите вас и да кажам дека на оваа цветна долга патека на мирот со црвени рози исплетени со црн конец, што ја символизира песната Тешкото и Везилка. Така да сите песни овде, убавите жени, песната Ружа, Тешкото, Везилка, Стерна и така натамо, се градени со црни и црвени букви на самите ивици. Така да, еве, и на овај начин, Блаже Коневски, нека неговото дело живее вечно и еве оваа годишнина, овај 101 годишнина, да биде вечна